Сите знаеме дека автомобилите стануваат се покомплицирани под хаубата, но сепак основните проверки остануваат исти, како што е проверка на моторното масло и проверка за течноста за ладење. Сега ќе ви покажам како се прави тоа, но секогаш имајте го упатството за употреба на вашиот автомобил при рака. Пред се, важно е автомобилот да биде паркиран на рамно тло, а моторот изгасен некое време за да биде целосно изладен. Моторното масло игра исклучително важна улога и директно влијае на животниот век на моторот. Да погледнеме. Пронајдете металната рачка за контрола на нивото на моторното масло. Лесно се забележува. Тоа е мала рачка, најчесто во жолта или портокалова боја, означена со символ канистер за масло. Извлечете ја и избришете ја целосно со крпа. Ќе видите две линии кои го означуваат нивото на моторното масло. Вратете ја металната прачка повторно во цевката и притиснете до крај. Потоа внимателно извадете ја и погледнете внимателно на врвот каде маслото оставило трага. Доколку нивото на масло е помеѓу овие две ознаки, тогаш имате доволно моторно масло во вашиот автомобил. Но доколку нивото на маслото е кај долната ознака или под неа, тогаш време е да додадете соодветно моторно масло препорачано од вашиот производител. За тоа колку често треба да правите проверка на моторното масло, следете ги препораките од производителот, но сепак се препорачува да направите проверка пред секое подолго патување. Слична е и процедурата за проверка на течноста за ладење. Да потсетам само дека моторот мора да биде целосно изладен пред да започнете со следната постапка. Всушност, течноста за ладење е базирана на вода. Со тоа го спречува прегревањето на вашиот мотор со регулирање на температурата. Побарете го резервоарот за течност за ладење. Тој изгледа вака. На него има ознаки за минимално и максимално ниво на течност. Ако нивото е блиско до минимумот, значи дека треба да се дополни бидејќи моторот може да прегре. Треба да се дополни до максималната ознака со соодветна течност препорачана од производителот. И внимавајте, бидејќи резервоарот може да биде под притисок. Не заборавајте редовно да ги правите овие основни проверки на вашиот автомобил. Тие значајно влијаат на животниот век на моторот, ве штитат од дополнителни финансиски трошоци и ве прават совесен учесник во сообраќајот. Јас внимавам во сообраќајот, внимавајте и вие.